Прво го започнеме процесот да го погледнеме интервјуто што колешката Галена Николовска го направи со представник на Меѓаши. Исто тоа што потоа со господинот Чанакевиќ ќе ги скоментираме нивните мерки по однос на тоа дали соработувате со Меѓаши и слично. Следува интервјуто на Галена Николовска со представник на Меѓаши. Каков е вашиот став во врска со законот за малолетничка правда? Има ли некои недостатоци? Во однос на законот за малолетничка правда, оно што го сметаме како недостаток е тоа што децата, значи малолетните лица се изнесуваат пред суд 2, 3 или повеќе пати во зависност од тоа колку налага самата постапка, значи колку има потреба да се изнесат пред суд, а тоа представува голем притисок и травматизирање на децата, затоа што нели сепак станува збор за малолетни лица кои што и не сваќаат суштината на изнесување пред суд и не ги сваќаат работите како што ги сваќаме ние возрастните. Значи ние сметаме дека е потребно во секој суд да постои определена скрин соба која што ќе биде значи соодветно опремена за работа со малолетни лица, во која што малолетникот ќе може во пријатна атмосфера да даде изјава, информации во врска со кривичното дело, значи кое што е сторено, и во однос на тоа, значи со него да работи стручен тим, да се даде изјавата, да биде изјавата снимена и тоа да биде доволен доказ во текот на целата постапка. Значи ние се залагаме малолетникот да не биде повикуван 2, 3 или повеќе пати како што стои во законот за малолетничка правда, значи колку што ќе биде потребно, туку тоа да се врши само еднаш, малолетникот да ја даде својата изјава, таа да биде снимена и потоа да се користи во текот на постапката онолку пати колку што ќе биде потребно. Значи секое семејство кое што нема доволно материјални и финансиски средства за да се дозволи застапник на суд, односно адвокат, значи според овој закон за бесплатна правна помош со исполнување на определени услови кои што ги предвидува законот, значи секој може да се дозволи бесплатен правен застапник кој што секако го финансира државата. Каков е пристапот кон малолетниците кои се изнесуваат на суд? Мислам и на децата сведоци, и на жртвите, па и на оние кои се обвинети или осудени. Значи сметаме дека ваквиот начин на земање на изјава од малолетни лица е многу значаен и со оглед на тоа што понекогаш, како што знаеме, малолетните лица се јавуваат како жртви на семејно насилство, на сексуална злоупотреба или пак на родосквернавање. Во тие случаи ние се залагаме особено за примена на ваквиот метод, значи издавање само на една изјава и исто така она што е многу важно, во никој случај малолетникот не би требало да биде соочен со осомничениот, значи да нема директен контакт никаков, затоа што доволно е тоа што може би, значи предходно имале контакт, малолетникот е истравматизиран. Значи исто така сметаме дека е многу битно да постои, значи со малолетниците да работат судии кои што се сензибилизирани за работа со малолетници и кои што добро ги сваќаат малолетниците, нивните потреби, нивната состојба, кои што можат да разговараат, да постои пријатна атмосфера во разговорот со судијата и малолетното лице, за тоа да не се почувствува чудно, за тоа што нели не секојдневно за малолетникот да се појавува пред суд и да го гледа судијата во тогата, значи во неговата форма, условно кажано, значи потребно е да постојат сензибилизирани судии кои што знаат како да се однесуваат, како да постапуваат со малолетникот и значи истовремено да ги добијат потребните информации кои што ќе помогнат во расветлување на случајот, а исто така и значи детето да не се чувствува дека е под притисок или пак да се травматизира и понатаму тоа да му остане цел живот. И исто така, она што би било многу добро е доколку постои посебен суд за малолетници во кој што ќе бидат во кој што ќе се решаваат предмети, односно предмети кои се однесуваат на кривични дела во кои што се вклучени малолетни лица. Вие како прва детска амбасада стоите зад проектот, односно книгата Одам на суд. Ке може ли нешто повеќе околу тој проект? Така, значи, првата детска амбасада во светот Меѓаши, така, е вклучена во проект со кој што, значи, тоа е книгата, издавање на книга Одам на суд. Оваа книга е намената за сите оние деца на возраст од 5 до 11 години, кои што доаѓаат во ситуација да даваат изјава, било како сведоци, значи, како што напоменав, било како жртви и слично, во кривичните судови. И, значи, мощно е убаво и сликовито би рекла е
објаснето, значи го доближува едноставно судот поблиску до децата, за тие да не го замислуваат судот како нешто страшно, како некоја страшна институција или пак судиите да сметаат дека се некои лоши и страшни луѓе, значи напротив, не се сликички со мощни едноставни реченици, убаво е објаснето каква е улогата на судот, дека судот и судиите се тука за да му помогнат првенствено на детето, да ги заштитат неговите права и дека ништо лошо не може да му се случи на детето посетувајќи го судот или давајќи изјавата. Почитувани гледачи, еве назад во студиото, за оние што допрва се вклучуваат или можеби сега станале од спиење, да ви кажеме дека ја разработуваме темата малолетниците пред судот, со тоа што се осврнавме кратко на Законот за малолетничка правда и сега ќе се осврнеме конкретно на примерите за жртвите, сведоците и престапниците од малолетна возраст. Она што сакам да го истакнам, што веќе се истакна во интервјуто на Галена Николовска со представникот на Мегеш и Андријана Димитровска, е тоа дека во соработка со Мегеши, со полицијата, со судството, е издадена ова книга, Одам на суд, која што распределена е низ сите училишта. Да, е издадена оваа книга Одам на суд, распределена низ училиштата, која што треба да им помогне на родителите и на старателите по однос на тоа како треба да им објаснат на децата дека треба да одат на суд. Тука се вклучува нашиот представник од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи од Скопје, психологот Мартин Чанакевиќ,